Почитувани, владата предводена од ВМРО ДПМН, како во целиот овој изминат период, така и во последните 100 дена, особено посветено работи во правец на зајакнување на капацитетите на македонското земјоделие, како и на стандардот на земјоделците во државата. Од тука продолживме со силната поддршка преку субвенционирањето, каде само за идната година предвидовме над 140 милиони евра. Освен тоа, беа превземени и низа други мерки и проекти кои треба да помогнат во модернизација на македонското земјоделие и негова поголема конкурентност на европските и светските пазари. Успешно заврши аплицирањето за субвенции, каде што беа поднесени 74.000 барања, а дел од нив веќе се исплатени. Земјоделците ги добиваат субвенциите по календарот за субвенции, каде што однапред се дефинирани роковите за исплата. Точно е определена динамиката на аплицирање и на исплатата на субвенциите, која е усогласена со потребите на земјоделците. Според овој календар, досега се исплатени тутунарите, наред доаѓаат производителите на полјоделски култури. Направени се и измена на програмата за рурален развој. Покрај реализираните скоро 14 проекти за изградба на локална патна инфраструктура и инвестиции во водоснабдителни и канализацијски системи, понатаму реализирани се 10 проекти за подобрување на квалитетот на животот во руралните средини и 6 проекти за унапредување на традиционалните вредности во руралните подрачја, а се финансираат и поголем број на трактори и останата земјоделска механизација. Во тек е подпишување на 612 договори со земјоделци кои преку оваа програма ја обновија својата механизација и останата земјоделска опрема. Практично, сите што поднесоа барања и што ги исполнуваа условите, согласно законот, половина од трошоците ќе им ги плати владата, односно Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство. Започна и реформата за подобрено управување во водостопанството. Во таа насока, владата на Република Македонија формира работна група за анализа и подготовка на акти за формирање на акционерско друштво во државна сопственост водостопанство на Република Македонија. По јавната расправа, која веќе се реализира на терен со земјоделците водокорисници и водостопанствата, до крајот на октомври очекуваме предлог законот за АД водостопанство на Република Македонија да биде поднесен до владата. Понатаму, во соработка со земјоделците, експертите и институциите се дефинира и планот за инвестирање во водостопанската инфраструктура во периодот 2015-2025 година. Во наредните 10 години ќе се вложат 200 милиони евра, што значи дека ќе се наводнуваат отприлика околу 25.000 хектари со современи системи за наводнување. Привршува изградбата на системот за наводнување на Маркова река, Куклиш, со кој се опфаќаат нови 400 хектари земјоделско земјиште. Се работи и на изградба на пристапен пат до браната Речани на Оризарска река и акумулација со која ќе се реши проблемот во водоснабдување на општините Виница, Кочани и Чешиново Облешево и ќе се овозможи наводнување на 1500 хектари нови површини земјоделско земјиште. Почна процедурата за изградба на една од најголемите капитални инвестиции за следниот период, браната Коњско. Во тек е тендерска постапка за избор на најповолен понудувач и изведувач на работите, а обезбедени се услови за отпочнување на експроприација за изградба на хидросистемот Равен Речица. Во овој период се изработи и нацрт документ за програмата ИПАРТ 2 за периодот 2014-2020, а конечното одобрување од Европската комисија се очекува декември 2014 година. Покрај зголемените европски средства, кои ќе ги има на располагање македонскиот аграр, земјоделците ќе финансираат само 30 до 40% од трошоците за инвестицијата. Во тек е реализацијата и на повеќе други мерки, финансиска поддршка за македонските автохтони раси, праменка, буша и овчарското куче Шарпланинец, проектот за изградба на нови откупно-дистрибутивни центри за зеленчук и овошје, и тоа на 5 локации: Валандово, Јосифово, Босилово, Струмица, Могила и Градско.
изградба на објекти и опрема во домови за деца и млади и домови на културата во населени места кои што располагаат со вакви објекти, за искористување на потенцијалите за развој на ловството, објавен е јавен оглас за доделување на концесија на дивечот во ловиштата, за прв пат преку електронско јавно надавање за 39 ловишта на цела територија на Република Македонија. Превземени се активности за измени на Законот за квалитет. До крајот на 2014 година се предвидува да заврши постапката за заштита на македонските земјоделски производи, како што се охридска цреша, овчо бело сирење бистра и кашкавал бистра. Во првите 100 дена успешно се реализираше и дел од предвидената национална промоција на македонското вино, овошје и зеленчук на странските пазари. За оваа година вкупно се планирани 12 промотивни настани на најважните светски пазари, за што од буџетот на државата се издвоени 450.000 евра. Направени се и неколку измени и дополнувања на законите, со што ќе се придонесе за подобрување на амбиентот на земјоделските производители и прехранбената индустрија. Таков е примерот со електронското надавање за користење на државно земјоделско земјиште во закуп за поголемите парцели, односно за парцели со над 10 хектари. ВМРО ДПМН има јасна цел, а тоа е македонското земјоделие да го издигнеме на високо ниво, кое на пазарите ќе се држи рамо до рамо со останатите. Освесни сме дека пред нас стојат голем број предизвици, кои се резултат на недоволниот ангажман на владите во минатото или пак на предизвици кои се појавуваат поради други фактори. Но сме подготвени да се соочиме со нив и да изнајдеме заедничко решение. Ние сме сигурен партнер на македонските земјоделци, го цениме нивниот труд и тие можат да бидат убедени дека секој пат, во секоја ситуација, ние сме покрај нив да им понудиме помош и подршка. Ви благодарам на присуството.